Пред новогодишната програма на Националната установа Центар за култура од Крива Паланка продолжува да се одвиткува како празничен подарок. Викендов, додека културно-уметничкото друштво 8 октомври беше нагости во соседна Србија, нашиот град имаше привилегија да пречека дузина стари пријателки. Во саботата вечер, на 22 декември, во големата сала на Центарот за култура, кривопаланчани уште еднаш добија прилика да уживаат во топлината на словенската душа, проткајана во песните на Руското културно-уметничко друштво Славјанка. Домаќини на представничките на фолклорот на најпространата земја на светот им беа нашето друштво за староградски песни распеани паланчани и оркестарот на младите музичари под раководство на професорката Лариса Жулина Митовски. Сите заедно на публиката ја овозможија час и половина топли вибрации наспроти надворешните поларни температури. За дамите од Славјанка ова всушност беше втора средба со кривопаланчани. Запознавањето се случи пред 2 години во неповторливиот амбиент на манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Како вистински домакини и овој пат сцената во Центарот за култура најпрво им беше отстапена на гостинките. Тие пак на почетокот публиката ја загреа со низа препознатливи рефрени, колаж од најубавите традиционални руски песни. По ова следуваа најмладите изведувачи, членовите на оркестарот кој работи под раководство на професорката Лариса Жулина Митовски. По кој знае кој пат потврдија дека нашево поднебје е непресушен извор на музички таленти. Потоа патување назад во времето и подсетување на некогашната кривопаланечка чаршија со звуците на нашата староградска песна ни овозможија оркестарот и хорот на распеаните кривопаланчани. Прекрасната вечер со вториот дел од својот настап ја заокружија славјанките. Овој пат со уште неколку руски народни, но и со македонски, козачки, украински и со руско-цигански песни. Гледалиштето не остана рамнодушно, ниту пак должно на сите оние кои вечерта се представија на сцената. По концертот, гостинките уште еднаш ја потврдија блискоста и нераскинливото пријателство на рускиот и македонскиот народ, кое посебно се отсликува преку љубовта кон убавата песна. Изнедрено во желбата да се овековечи словенскиот фолклор, Руското културно-уметничко друштво Славјанка повеќе од 12 години ја презентира и шири богатата ризница творештва на славјанските народи. Низ него досега минале околу 30 на русинки, украинки, србинки и македонки, а на своите традиционални концерти и други настапи се представуваат со репертуар од околу 40 песни кои што им припаѓаат на споменатите словенски народи. Последниве 7 години хорот работи под раководство на Олга Деспотовиќ, а токму со неа и со Валентина Велковска поразговаравме за импресиите од втората средба со кривопаланчани. Прекрасно доживување. Јас навистина имам се уште импресии од публиката, од целокупниот настан што се случуваше вечерва. Наша соработка со Центарот за култура постои одавно. Со Александр Рангелов, директорот на Центар за култура, ние, да кажеме, во работни дружески односи веќе од 2008 година. Тогаш бевме во манастир Свети Јоаким Осоговски со голем концерт, целовечерен концерт по покана на градоначалник на град Крива Паланка и по покана на нормална директор на овој културен центар на Александр Рангелов. Дојдовме во Крива Паланка со задоволство. Певме една голема програма на руски, украински, македонски, руска-цигански песни. Сето се одвиваше на територија на манастирот пред убава прекрасна црква со многу гости и тоа незаборавено за нас, не знам, и памтиме секој ден памтиме за тоа. Кажете ни нешто за историјата на Руското културно-уметничко друштво. Од кога постоите? Кој се членува во друштвото? Кој се може да стане член? Каде се настапувате во текот на годината? Значи, Руско културно-уметничко друштво Славјанка, основано во 2000 година. Значи, ние постоиме веќе 12 и 13 година. Во друштвото членуваат жени од различна националност, од славјански народи, тоа е и русинки, и македонки, и србинки, и украинки. Значи, самата идеја на создавање на овое друштво беше љубовта
кај песня, општо кај славянска песня. И од тоа почнавме со проби во Скопје, во центар на борци. Тоа се одвиваше, значи, 2 пати неделно, редовно, и да кажем дека имаме многу покани од различни градови, на различни манифестации и во Скопје, и ван Скопје. И од тогаш, ја мислам, нас барем во тие кругови познаваат многу. Во суштина ние сме околу 20 члена во нашето културно-уметничко друштво, но знаете како, временските услови секако придонесуваат до некои, нели, нормални преклади, така да денеска сме во помал број, значи 14 колку бевме членки, но секако функционираме. Значи вечерва репертуарот беше руски, со руски песни, имавме украински песни, македонска песна, руско-циганска песна, така да нашиот репертуар е, значи, шаролик. Ја се надевам и нашето друштво се надева, сите членови сака да продолжи соработка со културен дом на Крива Паланка и сите сили ние ќе дадеме за да ќе се обидеме да се уклопиме во вашето културно лето во август месец тука во Крива Паланка на територија на Осоговски манастир и ќе се надевам дека пак ќе дојдеме и ќе се видиме. Домаќините се навистина прекрасни. Значи, честитки за нив. А меѓу домакините спаѓа и Младјан Митовски, член на Староградскиот оркестар на распеани Кривопаланчани, инаку сопруг на професорката Лариса Жулина Митовски. И тој беше презадоволен од топлиот прием на публиката во студената декемвриска вечер. Ова вечер мислам дека нашиот настап помина доста успешно. Мислам дека и гостите од Скопје се представија во прилично добро светло. Ние сме задоволни, атмосферата беше убава, што е најважно беше прилично топло и инспиративно за настапување, така што мислам дека би требало вакви настапи да се организираат пред Нова година секогаш, односно да бидат традиционални. После еден така подолг период, културно-уметничкото друштво Распеани Паланчани се така реоформи, се реактивира и ние го задржавме тој стандарден распоред на настапите. Тоа обично настапуваме скоро по правило, значи за нашиот општински празник, локален празник 8 октомври, после за празникот Свети Јоаким Осоговски. Како што кажав, се трудиме и досега сме настапувале пред Нова година. Се разбира дека кога ќе има други манифестации, ние сме расположени да го земеме учеството. Со оглед на фактот дека е директно инволвиран, Митовски изрази задоволство од талентот и од ангажирањето на најмладите представници на кривопаланечката музичка традиција. Крива Паланка од секогаш имала многу талентирани луѓе, јас бидејќи повеќе децении, да кажам, се бавам со музика, претежно со свирење гитара. И еве и сега, значи, Крива Паланка не оскудува, односно изобилува со музички таленти. Мојата сопруга е голем ентузијаст и таа собра ученици од двете училишта, мислам дека и од Основно училиште Илинден и Основно училиште Јоаким Крчовски, и го направи оркестар. Мислам дека децата се многу надежни, прилично талентирани, веќе зачекориле во стекнување на музичките знаења и очекувам да се оформи еден прилично силен оркестар. Без исклучок, сите оние кои што беа дел од последното руско-македонско дружење си заминаа задоволни од продлабочувањето на културните врски и најновата надградба на темелите кои заедно ги поставиле двата блиски пријателски народа.